Кога образовниот модел вели: запамети го напишаното, повтори го и добий оценка, останува на просветните работници да кажат: научи, разбери, надгради се. Целта на модерното образование е да се развијат нивните вештини и способности од типот на креативно мислење, критичко мислење, решавање на проблеми. Луѓето како професорот Чулев имаат еден сон – образование во кое ученикот го има централното место. Образование чија цел е да создава личности. Разумот е моќ за умно, правилно, логичко, критичко и принципилно согледување на прашања. Ова се луѓето што не чекаат решенија, туку ги бараат. Не креваат раце, туку ги засукуваат ракавите. Познати им се и пречките и неуспесите, и тешките услови. Се борат со бирократски лавиринти, недоречени закони, партиски притисоци, приватни интереси. И не се откажуваат. Тие се носители на промени. Ова е мојот сон. Кога започнав да работам, идеално ми беше да имам медиатека како професор. 100 кусур филмови имав за воспитно-образовни цели и имав идеја да воведам видеолектира. Сонот се уште не ми е остварен, ама јас не се откажувам да го реализирам. Една позната изрека за велосипедот вели: за да одржиш рамнотежа, мораш постојано да се движиш напред. За професорот Чулев ова важи буквално додека да стигне во училиштето и метафорички кога ќе влезе на настава. Како и велосипедот, и образованието не може да застане. Мора да оди напред, барајќи рамнотежа меѓу стекнатите знаења и животните потреби. Цел ми е да создадам личност. Како го постигнувам тоа? Со тоа што им давам апсолутна слобода на говор, на мисла, на чувство. И на тој начин, значи, проблемски поставуваме кон секој проблем и заедно разговараме за тој проблем. Откако ќе ги исцрпиме сите одговори, донесуваме заклучоци. Нивните лични потреби и интереси ги усогласувам со целите и задачите на наставните програми. И што? Секој одговор, секој точно знаење, секоја дефиниција, секоја идеја, секоја вредност мора да најде практична примена во нивниот живот и во нивниот во нивното научно работење. Има држави во кои овој пристап е подигнат на ниво на систем. Тоа се земјите што со години ги имаат најдобрите образовни системи. Во Финска има помалку часови, повеќе неформални контакти, длабинско учење, заедничка наместо домашна работа. Во Јапонија учениците сами ги чистат училниците, одржуваат работилници и прават тестови со кои се насочуваат кон идната професија. Непосредниот однос е вообичаен меѓу норвешките наставници и ученици, каде во училниците се шета со влечки. Русија е позната по персонализираниот пристап кон секој ученик во повисоките години. Во Велика Британија уште од основно се развива чувството на независност на личноста. Сите тие се многу различни, но имаат неколку заеднички особини. Личен пристап, блиски односи и претворање на училницата во пријатен простор. Не знам дали е новитет тоа емоционално учење, емоционална писменост. Јас ги комбинирам сите овие теории за образование и за воспитание како една, како подлога за современото модерно образование. Просветните работници како Ристо Чулев ги креираат своите методи со кои одскокнуваат од стандардното предавање на дадениот материјал, но тие не ги измислуваат од ништо. Се обидуваат во нив да ги вметнат придобивките од целиот историски развој на образованието и науката. Пребаруваат низ времето и низ просторот,
барајќи знаења и методи што ќе им помогнат да го постигнат најдобриот баланс меѓу наставната програма и развојот на ученикот како личност. Така работата на многу научници и школи нашла примена на часовите што ги одржува професорот Чулев. Метод со кој што многу постигнувам успеси е методот на Виготски. Се разбира преку игра. Што значи преку игра во воспитно-образовниот контекст? Значи, нема точен или неточен одговор кога истражуваме некој проблем, туку има само свесен или несвесен одговор. Така. И она што е следно за надредено учење според Виготски, трите круга на Виготски, едниот круг најсуштинскиот е што знае самото дете и колку може самото дете да постигне. Вториот круг е колку резултати може да постигне со мене, како ментор, како педагог, како професор. И третиот круг е што не може да научи. Се што е дел од животот треба да биде и дел од образованието. Тоа е мотото според кое се води професорот Чулев кога ги развива своите идеи и практики за да постигне подобар ефект кај учениците. А дел од животот се и музиката, филмовите, книгите, како и практичните знаења и професионалните интереси. Градењето личности преку образованието мора да ги поврзе сите елементи. Воведување на практично решавање на проблемите, емоционална писменост, видеолектири, потоа избор за професионална ориентација. Во 4-та година, ако има таков предмет, значи сето знаење што децата го знаат, ќе може да го применат на најдобар можен начин. Ќе освестат својата личност и ќе ги освестат своите чувства. Значи, они се носители на нивната најголема надеж, нивната иднина, нивниот живот.